И министерката за образование и наука Весна Јаневска го дели истото мислење на министерот Азир Алиу дека немало злоупотреби во случајот со извоз на мозоци за научни истражувања во Соединетите Американски држави. Според неа, фактот што анализите биле правени на престижниот универзитет Колумбија во Њујорк, кој е рангиран високо на Шенгаската листа на светски универзитети, е доволен доказ дека простор за малверзации при извозот на ткивата не се можни. Лично не верувам дека постои пропуст во процедурата за размена на ткивата, особено затоа што Колумбија универзитетот е 8ми на ранг листата на светската шангајска листа долго време. Кај нив процедурите се строго контролирани и одредени. Универзитетите во нашата земја имаат автономија во однос на науката. Во текот на проектот, 30 години наназад, процедурите за извоз на ткивата минел преку филтерот на етичката комисија, која е под палката на медицинскиот факултет. Преку одобрение на тие членови биле извезени ткивата од починатите. Министерката Јаневска 4 години била дел од етичката комисија, но не додека траел овој проект за извоз на мозоци за научни истражувања. Таа тврди дека не постои начин како да се направи злоупотреба при ваков процес. Во мојот мандат не се случило да промениме одлука. Многу е сериозна работата и многу сериозно ги разгледуваме документите, доколку има потреба нешто да се дополни, поправи, направи како што треба да биде законски, тоа се случувало. Дали постои такво нешто, не би можела да ви кажам, освен ако не е било дополнето мислењето со факти кои биле барани претходно. Институциите во Македонија веќе активно го истражуваат случајот, се вклучи и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Отворен е предмет под опрен глас и ќе се испитува дали има елементи на кривично дело. Ова следува по објавените информации во јавноста од досието на починатиот милиардер Џефри Епстин, дека од околу 1000 примероци од мозоци во банката за истражување на шизофренија и самоубиства имало и мозочни ткива од Македонија.